Добар ден на сите, почитувана министерка за животна средина и просторно планирање, Каја Шукова, почитуван градоначалник, Блаже Шапов, почитувани пратеници, почитувани жители на општина Богданци, почитувани медиуми и почитувани присутни. Денеска овде заедно со вас го означуваме отпочнувањето на реконструкцијата на системот за водоснабдување во општина Богданци, исклучително важен проект за оваа општина со што ќе се обезбеди здрава вода за пиење, намалување на финансиските загуби и воведување на високи стандарди за управување со водите во Богданци. Со овој проект старата дотраена мрежа со азбестни цевки ќе биде заменета со нови, флексибилни, модерни цевки, со што ќе се овозможи квалитетна вода за пиење за жителите на општина Богданци и на околните места. Предвидено е замената на цевките да се одвива на вкупно 179 краци и да се обезбеди приклучок до секое домаќинство или објект, но и замена на постоечките водомери со современи мерни инструменти. Она што сакам да истакнам е дека ова е еден од најголемите инфраструктурни проекти кои што се во делот на водоснабдувањето и е целосно финансиран со домашни буџетски средства, а во неговата имплементација се вклучени домашни компании. Водоводната мрежа ќе се реконструира и обнови со повеќе годишна јавна набавка, која што изнесува 4 милиони евра, кои етапно во наредните 3 години ќе бидат инвестирани и наменети за оваа цел во општина Богданци. Дополнителна вредност на проектот е што парите повторно ќе се вратат назад, бидејќи како што реков, ќе работат домашни компании, со тоа што и материјалите кои што се вградени се од компанија една од најреномираните европски производители на цевки тука од овој крај, како и градежни компании кои што работат на изведување на проектот. Овие зафати што се започнати во март годинава ќе траат 40 месеци, период во кој целосно ќе се обнови дотраената водоводна мрежа, која досега правеше загуби на целиот водоводен систем, што резултираше и со огромни материјални штети на објектите каде поминува мрежата. Само за илустрација, водоводната мрежа е изградена од азбестни цевки во Богданци е изградена пред 60 години и денес започнуваме практично со комплетна замена на целата водоводна мрежа до секое домаќинство. Ние се грижиме за секоја педа од нашата држава, се грижиме за потребите на граѓаните, секаде и секојому подаваме рака каде што е потребно. Ова го докажавме преку нашата постојана грижа и во сите населени места низ државата, каде обезбедуваме услови за рамномерен регионален развој. Во областа на животната средина се реализирани или се во тек на реализација околу 40 проекти и уште околу 10 проекти се во фаза на тендерска постапка за изградба, реконструкција или рехабилитација на водоводни и канализациони мрежи низ целата наша држава. Минатата 2022 година, како што знаете, ја заокруживме со 465 милиони евра капитални инвестиции, што е највисок процент на реализирани капитални инвестиции, речиси 90% од планираното во текот, односно во однос на изминатите 10 години. И покрај тоа што бевме соочени со предизвиците од светската економска и енергетска криза, сепак успеавме да ги демантираме сомнежите дека нема да успееме со тоа што постигнавме одлични резултати во реализацијата на бројни проекти, инвестирајќи во подобар животен стандард на граѓаните и секако пред се во инфраструктурни проекти како што е овде. Меѓу другото, реализиравме бројни проекти за водоснабдување и третман на отпадни води и изградба на канализациони мрежи на територијата на целата држава, како и дополнително обезбедени 2 кредитни линии за реализација на инфраструктурни проекти, и тоа 50 милиони евра од Европската инвестициона банка за изградба и рехабилитација на инфраструктурата за водоснабдување, собирање и третман на отпадни води за сите општини во државата и 55 милиони евра од Европската банка за обнова и развој за воспоставување на регионален систем за управување со отпад во сите 5 плански региони. Воспоставивме и регионална соработка со сите соседни држави во сите области на заштита на животната средина, како и поддршка за усогласување на законодавството со европското и негова имплементација и подготовка за преговори за членство во ЕУ во поглавието 27 животна средина и клима. Сакам да ги повикам сите градоначалници во државата, без разлика од која политичка партија доаѓаат, да го следат примерот на градоначалникот на Богданци и заедно со владата да работат на имплементација на овие инфраструктурни проекти, за кои што како што кажав, се веќе издвоени финансиски средства во буџетот, но и се обезбедени 2 кредитни линии од Европската инвестициона банка и од Европската банка за обнова и развој, како и соодветни грантови од Европската унија.
Во оваа прилика сакам да ги поздравам напорите на Министерството за животна средина, на министерката, на незините колеги, која беше активно вклучено и вложи максимални напори во спроведувањето на сите овие процеси. Многу пати сум изјавил досега и јас како премиера и моите колеги во владата дека имаме слух за потребите на граѓаните. Сакам да ве уверам дека сите заедно ќе се справуваме со предизвиците. Вложуваме во капитални проекти кои што се еден од врвните приоритети на оваа влада. Вложуваме во сектори кои со години биле запоставени, како што е патната инфраструктура, а паралелно со тоа правиме крупен исчекори со обезбедувањето на нови, модерни водоводни мрежи со кои ќе донесеме квалитетна и чиста вода за пиење до домовите на нашите граѓани. И понатаму продолжуваме со проекти кои се видливи и кои се надевам ќе траат уште долги години. Оставаме со ова голема трага, неизбришлива трага за идните генерации, со што се грижиме за граѓаните на дело и со што ги подобруваме условите за живот во сите општини во државата. Сакам да им посакам среќа на изведувачите, на проектантите, да им се заблагодарам за трудот кој што го вложија во Министерството за животна средина, да се заблагодарам на градоначалникот, на Советот на општина Богданци, на пратениците кои што секогаш во парламентот се гласни за потребите и на Богданци, меѓутоа и на Валандово, и на Гевгели, и на целиот овој крај, и на вистина нивните заложби овде се гледаат на дело. Ви благодарам и нека се среќа.